И добро вечер, драги гледачи, добре дојавте во студиото на Инфомакс, добре дојавте во Тешки муабети. Ова е четврточко издание на Тешки муабети со Горан Костовски Чиз. Морам на самиот почеток да кажам дека сум многу разочаран од Левица. Нема ни да стрелате, нема ни да бесите, туку ке апсите. Така испадна на крај. Така испадна? Добре. Сега зависи, може и дали ќе биде милом или силом, тоа зависи. Добре, ја бичот со стрелањето малку другачие го знам, ама не сум сигурен што ќе им правите, ќе видиме, ќе дојдете на власт, веројатно ќе се покажете. Чиз од минатата недела, кога имавме првата епизода, многу работи се послучуваа. Планиравме да говориме нешто повеќе за Џефри Епстин и за скандалите кои што го следат неговото име и сите негови блиски соработници, големи луѓе се. Станува збор за еден ланец на претпоставена педофилија, уште ништо таму не е докажано, не е завршено, нема конкретни пресуди, бидејќи го утепаа човекот, односно го самоубија човекот во затвор. Но не се малце подоцна за тоа верувам ќе поразговараме. Она што е најактуелно е оној цевковод, оној гасовод кој што експлодираше мистериозно во Балтичкото море. Сега најдои уште една дупка во гасоводот. Се претпоставува дека се веќе 4 или 5. 4. Да, 4. Не се знае кој го направи тоа. Твое најискрено мислење, што мислиш, кој стои позади саботажата на Северен тек? Па ја мислам дека се знае, тоест русите многу добро знаат кој го има направено тоа. Приказнат дека русите го направиле е можна, меѓутоа не е многу веројатна, бидејќи нема никаква логика самите да си го уништат гасоводот, приливот на девизи од Германија и со тоа и таа алатка на притисок врз Европа со што ја има, што ја користеа со затварање на вентилите, доколку Русија едноставно не сака да тече газ низ тој гасовод, ќе го исклучи, како што и го исклучи пред неколку месеци или некој месец. Друго кој може да го направи тоа, тоа може да го направи само голема светска сила со која има таква технологија и такви можности. Од други можни чинители е Кина, да речеме, Кина, не знам што би се мешала таму, не верувам дека е Кина. Па останува последна Америка, која најверојатно ќе видиме сега како што ќе се докажува тоа. Меѓутоа најверојатно и она најмногу и добива од самото уништување на тој гасовод, тоест правење дупка да не може гасот да тече. Ја руши руската, тоест германската така наречена зависност од рускиот газ. Ја уништува германската економија и индустрија која во последно време се сели во Америка поради високи сметки за енергија, за струја и за такви работи, за газ. Полека фирмите од Германија што се една по една ја го напуштаат производството во Германија и го селат на други места, претежно во Америка. И фактички ги уништува и тие некои протести или притисок на германците кои правеа протести за да се пушти гасоводот Nord Stream 2. Знаеме дека Америка уште од кога почна да се гради гасоводот Nord Stream 2 беше многу против, со санкции разни кон Германија, дури кон фирми, тоест од Германија што го градеа, кон фирми од Русија што го градеа. И неколку пати, неколку наврати дури од Обама, ако гледаме па преку Трамп до денес Бајден, има такви негативни ставови и негативни изјави за самиот гасовод, поготово за вториот Nord Stream 2. И знаеме дека во февруари и Нуланд, тоест у јануари, годинава пред да почне војната во Украина, и Нуланд и Бајден има една изјава што може да се протолкува како најава за тоа што планира да го прават. Каде што Бајден кажа дека ќе го уништат гасовод, тоест ќе го прекинат гасоводот, па кога го праша германска новинарка како ќе го прекинете, бидејќи тоа е под
ингеренции на Германија, да речем, или под контрола на Германија, ово речене секирет имаме начини ние тоа да го направиме. Така да многу алудира на некои нелегални начини. Добро, имаше и полски европратеник, поранешен министар, мислам дека за внатрешни работи на Полска За одбрана. Зикорски, кој што отворено на Твитер напиша ти благодарам САД. Тоа беше во прилог имаше ставено слика од местото каде што истекува газ. Да. Од местото на саботажата. Сега тој твит е избрисан. Во меѓувреме целиот State Department, прес-службата на Бајден сите демантираа дека Америка има било какво учество во оваа саботажа. Цел свет кажа дека е саботажа, и русите излего, и НАТО излезе, и цела Европска унија. Сите држави рекоа дека е саботажа, но никој не кажува уште кој е. Можеби најблиску се до, да кажеме, официјална државна политика да посочат за кој станува збор, можеби најблиску е Русија, со оглед на тоа што во разговор со Ердоган Путин му посочил дека станува збор за акт на тероризам спонзориран од интернационален тероризам. Не, ама од државен тероризам, акт на државен тероризам. Истото мислам дека го каже и Песков пред неколку часа. Така да, мислиш ли дека Русија директно ќе го посочи прстот, ќе го впери, да речеме, кон некоја држава, и дали ќе има одговор од руска страна за тоа, бидејќи исто така преска имаш интересна изјава, Захарова вели дека се поблиску е САД да биде посочен како актер, како дел, како страна во украинско-рускиот конфликт. Па индиректно веќе ги посочија дека американците треба да објаснат што се случило. Марија Захарова уште вчера. Се американците нормално ќе ќе демантираат, нема да кажат да, ние го направивме тоа, и ако го направиле. Ќе демантираат во однос на американското учество во Украина. Мислам, тоа е очигледно, со оружје, со платеници, со пари, со све ја помагаат украинската страна. Тоа не е нешто ново, веќе кога почна војната малте не се случува. Русија многу некако ладнокрвно реагира, не е како на пример американците што реагираат бурно и емотивно кога нешто ќе им се случи на нив, некој ваков слична саботажа или терористички напад. Американците обично бурно реагираат и у рок од месец-два почнуваат војна, што беше во Ирак, во Авганистан. А Русија некако ладнокрвно реагира, што покажува некоја, да речеме, како поголема мудрост од нивна страна, да не реагираат бурно и емотивно. Па ќе видиме што ќе се случува понатака. Сигурно дека русите имаат начини да вратат за ова, меѓутоа не верувам дека ќе вратат на сличен начин или вака бурно како што враќаат американците. Туку мислам дека ќе одберат време, место и негде некоја слична работа што ќе се случи, што нема да биде забавна за американците, да речеме. Добро, како гледаш, денес имаше пресконференција Шолц заедно со министрите за економија, мислам дека и за финанси, Хабек и Бербок. Да, и Бербок. Значи, излегува на пресконференција најавува мерки за ставање на плафон на цената на потрошувачката на газ, со тоа што со некој мислам дека 200 милиарди за домаќинства евра, да, за домаќинствата со 200 милиарди евра ќе помогне германската економија. Интересен момент беше кога еден од министрите излезе и кажа дека Германија е во енергетска војна со Русија. Зошто Германија, односно официјалната германска влада, смета дека е во енергетска војна со Русија, кога самата Германија е она страна во конфликтот која што ги воведе санкциите кон Русија? Па добро, Германија воведе... Дали Германија е уопште слободна земја, дали Германија како и остатокот од Европската унија има воопшто право на своја надворешна политика? Бидејќи како што гледаме се спремни да ги погазат интересите на сопствените народи, на сопствените држави со цел да го стварат геополитичкиот интерес на САД. Јас искрено препознавам
македонски моменти во нивната политика. Знаеш, ние сме држава, важиме за држава која што ги гази своите национални државни интереси во интерес на можам да кажам големите сили. Но очигледно дека и во Европа тоа се случува. Па сега не знам кој беше кој го кажа Бжежински или овој другиот сега на економскиот форум што рече дека овој Стариов што беше на Никсон секретар на државен секретар или Кисинџер кажа дека да бидеш непријател со Америка е опасно, меѓутоа да бидеш пријател, тоест или во сојуз со Америка е фатално. Така да тоа кажува све, дека американските интереси се над сите интереси и секаде каде што имаат американците влијание, колку и да е болно тоа за државата каде што имаат американците влијание или се во сојуз со таа држава, буквално газат врз лешеви за да ги остварат своите интереси. Така да Германија самата ја почна таа некоја, Западот почна финансиско-економска војна према Русија со санкциите, и буквално ја помага нели украинската војска со оружје, со ресурси од разузнавачки било каков карактер и финансиски и економски ресурси, со што се стави на страна и во жешкиот конфликт, да речеме, војната на терен. На нивна страна, а финансиската и економската војна што ја почна Западот кон Русија беше без преседан со десетици илјади санкции од економска и финансиска природа. Они го користат нели SWIFT системот за како алатка кој не би требало да се користи бидејќи треба да биде на сите подеднакво. Ги користат централните банки и финансиските институции како алатка со блокирање на руските девизни резерви што беа надвор од Русија, тоест во Западот, 350 милиарди мислам, 200 и нешто во Америка и рестото во Европа и во Велика Британија. Сите тие девизни резерви се блокирани, таква војна, економска, финансиска војна почна Западот, Русија врати со енергетска, да речеме, војна. Не може да се каже војна, туку енергетски притисок врз првенствено Германија како најголем потрошувач на рускиот газ и цела Европа. И со самите санкции се виде дека тие работат фактички против тие што ги донесоа санкциите. Цената на нафтата вртоглаво порасна, цената на гасот вртоглаво порасна, цената на сите ресурси, метали, неметали, жито, ѓубриво и све друго што во кое Русија е неприкосновен производител и земја со богати залихи на истите ресурси, сите поскапеа, со што инфлацијата се зголеми многу, додатно се зголеми од самата инфлација што имаше поради ковид кризата на Западот, поготово, и фактички самите си, како не си пука во нога, во стома, како не и во срце си пука западните економии со тоа. Сега Америка тука сака да искористи, тоест да биде најмалку оштетена и затоа го прави ова поготово на Европа, тоест Европа е како жртвено јагне за да преживее Америка. Добро, ако гледаме реално малку на работите, ако видиме кој добива од цела оваа криза, ќе видиме дека единствена светска валута која што е во пораст е токму доларот. Во моментов валути кои што најлошо се справуваат за кризата се аргентинскиот пезо, турската лира, унгарскиот форинт и јенот, јапански. Ова се де факто сите... Па и еврото и фунтата е таму, да. И фунтата, да. Меѓу најлошите. Имаше едно соопштение од англиската централна банка кое што излезе и истакна дека буквално можело да се случи колапс на пензискиот систем во Велика Британија доколку не интервенирале денеска. Тоа значи дека милиони британци би останале без пензија. Сега она што сега следно да те прашам и да влеземе малку можеби во дебата е тоа што Орбан денеска без приговор кажа дека нема да прифати нов пакет на економски санкции кон Русија во енергетскиот сектор. Да, во енергетскиот сектор и истакна најави можност за референдум.
за референдум во Унгарија за тоа дали понатаму да се воведуваат нови санкции кон Русија, да го праша сопствениот народ. Сега прашањето ми е во насока дали во Европа навистина постои еден блок кој што политички говорам блок, кој што навистина се грижи за својот народ, за своите држави, не ги става на прво место геостратешки интереси на САД, Велика Британија и можеби другите поголеми европски држави, и дали можеби во Италија победата на Мелони е најава за еден пресврт во европската политика. Па ќе видиме Мелони колку ќе се држи на страна, да речеме, каде што се држи Орбан, што е паметно за сопствениот народ, да не пати оваа зима и целата индустрија да не му пропадне, тоест целата економија на државата. Унгарија е сама како црна овца во Европската унија, која што се има она што викаат common sense, тоест разум. Има колку толку разум да види дека овие санкции не делуваат на Русија, туку делуваат како бумеранг повеќе на Европа поготово. И донекаде и на Америка. И единствениот глас во Европската унија кој што е како дисидент, да речеме, како бунтовнички глас, кој што со својот разум сака пробува да донесе разум во Европската комисија и во другите европски земји. Сега Мелони како ќе се постави, ќе видим, уште не е премиерка, она ќе биде може за месец, два, три, таа процедури ќе завршат кога ќе стане премиерка. Прво нешто што изјави дека ќе продолжи поддршката за Украина. Па ќе видиме, затоа што дава некој микс сигнал, што викаат, различни сигнали дава, еднаш дава позитивни, еднаш негативни, ќе видиме како ќе игра. Не верувам ништо во политичар што збори, сакам да видам, да речеме, на дело што ќе направи. Така да нека дојде, нека го заземе местото премиер на Италија, па да видиме какво дело ќе прави. Незината коалиција е заедно со Салвини и Берлускони, а Берлускони знаеме дека е голем пријател на Путин, така да што може би од негова страна, на Берлускони страната, во владата сигурно ќе биде присутен партијата на Берлускони, бидејќи се у коалиција, без него не може да владее. Ќе видиме како Берлускони ќе се постави или дали ќе биде он тој мост помеѓу Италија, да речеме, како суверена земја и Русија како друга суверена земја. И двете големи економии, Италија трета во Европа, Русија сигурно прва во Европа, не може више Германија се каже, бидејќи се гледа дека Германија е целосно зависна од Русија. Бидејќи економијата не е само технологија, телефони, апликации и услуги, економијата се гледа дека е најголем двигател на економијата се ресурсите, индустријата за челик, големата индустрија, тешка индустрија. Германија гледаме вика дека ќе градат армија, некоја најголема во Европа армија ќе направиле за 5 години. Многу ќе вложувале во армијата, па сега не знам кои фабрики ќе ги произведуваат тие тенкови, пошто се фабрики ќе мораат да ги затворат. Трамп имаше многу интересен став, вели последен пат, тоа беше исто на подкаст на YouTube, кој што беше забранет патем неколку часа после емитувањето на премиерата. Трамп вели, не знам колку е паметно, вика повторно да вооружуваме Германија. Добро, сега тоа не верувам дека Германија ќе се доведе самата себе до ситуација како во Вајмарската или после Вајмарската република, тоа со нацизмот. Меѓутоа, доколку ова буквално шамарање од страна на Америка на Германија и уништување на незината економија, благосостојба, социјален живот и комплетно индустрија и уништување буквално на германската држава, ако продолжи, ништо чудно да видиме некои порадикални сили да дојдат во иднина на власт во Германија, меѓутоа не верувам дека ќе биде до толку. Не знам дали ги виде анкетите дека впрочем АФД води во цела источна Германија, која што била некогаш под контрола на Советскиот сојуз, односно на Русија. Дали ги видат тие анкети? Па таму има поразно рейтингот, некаде 16-17% има АФД, што станува сериозен политички фактор. Па ќе видиме како ќе се случува сега, за сега колку што ги гледав анкетите на у цела Германија денеска некоја излезе анкета, са не ми текнува од кого. Се пренесен по сите медиуми канали.
Повторно ЦДУ, тоест на Меркел бившата партија, ЦДУ, СПД и Зелените и либералите повторно имаат 70 и нешто проценти поддршка. АФД е тука со 20%, што одскокнува или мислам дека е втора или трета поголемина партија по анкетите. Мислам дека е и четврта. левите се со 6-7, тоест радикалната левица тамо што е Ди Линке, се со некои 6-7%. Така да гледаме дека уште не е зрело германското општество за да донесе некоја промена од овие мејнстрим партии, меѓутоа ситуацијата се менува брзо, така да ќе видиме понатака што ќе случува за 6 месеци до 1 година. Добро, со цела криза. Знаеш што сакав да прокоментираме, денеска Путин имаше состанок со Советот на безбедност, со директорите на сите најголеми разузнавачки служби во Русија. Не во Русија, од бившите советски републики. Да, проширено беше. ЦИС, да, така. ЦИС, да. Сакам да точка по точка ги извадив клучните поенти од состанокот, сакам да ги прокоментираме. Вели во процес се наоѓаме во време кога се води тежок процес за формирање на поправеден светски поредок. Униполарната хегемонија на САД колабира целосно. Како ти гледаш на оваа изјава и во каков свет ќе живееме доколку успее Владимир Путин во својата идеја? Патем речено, мораме да потсетиме дека на почетокот на оваа војна се бараше отворено од Русија да НАТО се врати на границите пред 92 година, што би значило дека Македонија за џабе го смени името, доколку Русија успее да победи во оваа војна. Па сега, не знам дали тоа ќе победа некаква во оваа војна или тоест чистење на Донбас територијата и овие нови републики, тоест или региони украински што ќе влезат во составот на Русија, ќе значи крај на војната. Не знаеме какви планови имаат во Кремљ, кај Путин и во генералштабот тамо во руската војна. Меѓутоа знаеме дека во борбата за оваа геополитичка борба што е за уништување на овој светски поредок што е воспоставен после 90-та година или распадот на Советскиот сојуз, каде што Америка е неприкосновен владетел и она ги поставува правилата на игра и сите играат по тие правила, самата не ги почитува истите правила, кои се надвор од меѓународно право, меѓународни норми и све што е усвоено во Обединетите нации, Виенски конвенции и други конвенции. Путин не е сам во таа борба, тука се Кина, Индија, БРИКС земјите, тука се Шангајската група, на азиска група и гледаме дека тежиштето на геополитиката се префрлува во Азија од Атлантикот, од НАТО да речеме, од Атлантскиот океан, тоест Америка и Европа. Тежиштето на јачината на економиите и финансиите се префрла во Азија. Сега БРИКС веќе почна разговори за воведување таа нова валута што треба да го замени, да биде као конкуренција на резервната валута долар, што се користи до некаде и еврото во светската трговија и ако го успеат тоа да го направат со БРИКС, да биде таа резервна валута што ќе биде поддржана, тоест подкрепена со минерали, метали и други суровини, нема да биде штампање пари колку ти сакаш, трилиони, трилиарди, туку ќе биде подкрепена со нешто со нешто опипливо. Мислам дека тука ќе биде тој најголем удар на американската хегемонија во светот и како што рекле мудрите, зверот кога е ранет е најопасен, така да гледаме дека Америка више се впушта во некои саботажни акции што може да се наречат и интернационален тероризам, државен тероризам, доколку се докаже дека го направила во Северен ток и гледаме дека тоа више се впушта во некои акции од очајни акции, така да ќе видиме што ќе се случува и следи интересен период. Добро, јас тој го напишав, луѓето имаат една тенденција да се стремат, како да кажем, кон нормалноста, дека ништо нема да се промени, дека секој остане исто, дека не може да се случи нешто толку лошо, толку страшно, да едноставно
тоа ги им овозможуваат нормално да го поминуваат остатокот од својот живот, остатокот од денот и така натаму. Дали јас во историјата не сум видел точка во која што голема империја пропаѓа, а не се случила голема војна. Дали ова само почетокот на конфликтите или ќе гледаме уште конфликти низ целиот свет, бидејќи на самиот состанок Путин истакнува дека се работи на дестабилизирање на целиот регион кој што го покриваат овие бивши советски републики. Бивши, да, советски во републики. централна и тоа го гледаме на границата Таџикистан-Киргизстан. Путин споменува дека во Афганистан има терористи кои што веќе се спремни да ги нападнат околните држави. Говори на состанокот за нови шарени револуции. Па јас мислам дека ќе има доста такви жаришта мали, меѓутоа нема да прераснат у нека голема војна, според моје мислење. Советскиот сојуз 90-та година беше паметен и без, што се вика, без испукан куршум ја предаде палката, да речеме, на тој баланс на силите, на Америка да го води сама. Джентлменски го направи тоа, мислам дека и ќе има некои превирања поголеми него 90-ти години, меѓутоа мислам дека на крај самите американци ја свестат дека не мора да изиграваат светски полицаец, не мора да биде целиот свет на нивни грб, американскиот народ зборам, и ќе доведе до некои политички промени во самата Америка, кои ги видовме со доаѓањето на Трамп 2016 година, кои ќе сакаат да се грижат повеќе за американскиот народ, американската економија, американската инфраструктура во Америка, отколку да се грижат за во светот дали имаат војни бази, колку војни бази имаат, колку илјадници војни бази и дали Кина ќе изгради пат за да може да тргува и да може да го уништа тој пат или железничка пруга некако, или државата низ која што поминува тој пат или железничка пруга да дестабилизира со тие шарени револуции. И самите американци ќе се свртат кон самите себе, бидејќи со тоа вртење кон самите себе да ја оправат инфраструктурата во Америка, бидејќи во Америка се возат уште возови од пред 50 години што се направени, а Кина гледаме возат возови со 400-500 км/ч. А американските се и можеби поспособни од кинезите да ги направат тие возови на своја територија, меѓутоа парите ги расфрлаат по воени бази низ светот и да одржат таа некоја си хегемонија која не користи на американскиот народ, туку користи на една мала клика елита, што ја користи американската држава, американските ресурси, американскиот народ и војска и сите други агенции безбедносни за остварување на своји цели со цел богатење и завладување со светот. Добро, ти го Промените ќе се случат, сега имаме две струи, западната струја, тоест на оваа елита, што сака некоја промена во некоја технократска, некоја бездушна култура да воведе. И имаме во Азија, Кина, Русија, Индија и други земји, да речеме, во Африка и Јужна Америка, кои што бараат промена на самата култура да биде поразноврсна и да не биде тоест суверени земји, јаки суверени земји, каде што секоја земја ќе се одлучува за себе внатре поготово сама, а нема да има некој полицаец светски што ќе им лупа по глава да направи ова, направи она, како што прават американци. Добро, го спомена Трамп, тука е нели и Десантис, тука се политичари европски како Мелони, како Салвини, како Орбан, но мене суштината на прашањето е дали воопшто нешто веќе може да се промени на она што Русија го нарекува колективен запад. На што го темелам оваа претпоставка која што не е нималку добра? Длабоката држава ја спомена. Де факто говореше за длабоката држава, оние кои што се во позадина, кои што ги контролираат процесите, кои што едноставно ги одредуваат светските текови. Ние гледаме сега Бајден од ден во ден неговото здравје се влошува. Гледаме дека човекот многу веројатно не контролира ништо што се случува во моментов на Америка, иако е председател избран со најмногу гласови во историјата на САД. Најмногу писма. Најмногу писма по пошта, да не навлегуваме во детали, бидејќи Facebook одма ќе не цензурира. Дали нешто може воопшто да се промени таму? Затоа што тој систем е
за мене дотолку трул, дотолку наместен, едноставно единствена цел е да ги храни тие големи корпорации кои што пак на државата и носат влијание, моќ, кој што таа држава, конкретно Америка, ја осигурува таа превласт во светот со воени бази, со мека сила, со тврда, со воена сила. Каква сака сила? Да. Значи, дали нешто може воопшто да се промени? Многу големи очекувања имавме од Трамп, конкретно и ти. Ти си еден од ние мага децата во Македонија. И јас имав некои здравствени проблеми дента кога победи Трамп на изборите во Америка, излегов од болница, ако ми веруваш, повеќе се радував што победи Трамп, одошто што сум излегол од болница. Бидејќи претпоставував што ќе се случи ако победи Хилари. Да, но Трамп Хилари не донесе такви промени какви што сите очекуваа, нели? Имаше онаа заверата со Q, само што Хилари Клинтон не е уапсена, само што не е уапсен поранешниот директор на FBI, тоа беа најавите. Трамп на вистина освен економска војна со Кина не знам што напреду. Па види се, како што самиот кажа, длабоката држава ги држи конците, така да некој аутсайдер како Трамп кој ќе дојде за 4 години не може ништо да направи. Прашањето ми колку е и Трамп аутсайдер, имајќи го предвид дека бил во минатото во политиката беше аутсайдер. Со Хилари Клинтон, на пример. Да. Во политиката беше аутсайдер, не беше сенатор, не беше некој конгресмен со 20-30 годишно искуство во Конгрес или Сенат како што е Бајден или Хилари како што беше или не знам другите Бил Клинтон, Обама. Сите беа нешто тргна од конгресмени, сенатори, па стигна до председатели, он директно од шоу бизнисот што се вика отиде председател и од бизнисот со градежништво. Така да, како аутсайдер, не можеше многу најверојатно да промени, меѓутоа промени некои работи во однос на свеста на луѓето, поготово во свеста на американците, и гледаме дека веќе они се свесни за тоа дека се искористени од тој некој апарат, Deep State апарат, кој е не е ни американски, туку е глобален, тоест наднационален апарат, кој што сака да го завладее светот. Со милом или силом. И со двете алатки се користи. И доста промени Трамп во свеста на американците и гледаме дека веќе пола и повеќе од американците се свесни дека се изиграни од својата влада, тоест од Deep State-от, и дека фактички нивната влада не работи за нив, туку за нивна благосостојба, туку работи за да си ги полни джебовите со пари и да има најголемо влијание во целиот свет. Например, во Америка здравствено осигурување не постои, луѓето плаќаат ако се разболиш или нешто операција треба да платиш, треба куќата си ја продаеш и ќе банкротираш. Има луѓе што банкротираат заради најбанални операции што се вика. Не да Боже некој тумор да треба ти вадат толку од тебе, ни кредит не можеш да земеш, ќе си умреш. Во Америка има најголема популација на затвореници, ако го земеме скоро пола свет, цела Азија, Европа, Русија и Африка, нема толку затвореници колку што има самата Америка од 350 милиони народ. Има милиони, 3-4 милиона затвореници што се за најразлични работи, така да американското општество треба да погледне кон себе внатре и од внатре да се промени, тоест не може да се промени бидејќи е толку корумпирана таа клика, Deep State клика, што мора да пропадне или да се распадне прво за да може да се изгради ново нешто, нов систем. И мислам дека многу сме близко тоа да се случи, мислам дека можеби месеци до неколку години не делат од таа дешавка. И ќе биде интересно, ќе гледаме, ќе биде интересно од цел свет, да. Кој преживи причаш. Да. Инаку, го споменавме на почетокот Джефри Епстин. Можеби една од најважните алатки на длабоката држава беше токму овој човек и моментот кога јавноста светска и домашна американска разбра за неговата улога, тој беше пронеден самоубиен во затвор во Келија во Њујорк, иако беше ставен
на надледување, затворско надледување поради опасност тоа што го надгледувал отишол да пуши, да моча и до до ВЦ и камерата у исто време се исклучила. Да, се исклучи и камерата. На 5 минути. Да. И Џефри Епстин се самоуби. Кој е овој човек кој што бил пријател со Бил Гейтс, со Барак Обама, со Клинтон, со принцот Ендру. Да. Кој е овој човек, како станал толку моќен, како станал толку влијателен, човек кој што имал свој остров, кај што многу познати луѓе, државници патувале, своји авиони. Да, дури и Бил Гейтс го разведе. Една од причините за разводот помеѓу Бил и Мелинда Гейтс, тоа го гледав во интервју на Мелинда Гейтс, вели дека е токму дружбата на Бил Гейтс со Џефри Епстин, од кого Мелинда Гейтс се плашала. Па, јас мислам дека приказната за Џефри Епстин допрва ќе се одмотува клопчето, да речеме. Знаеме дека моментално таа што му била као конкубина или некоја што ги врбувала тие млади девојки и да не кажам деца. Џислейн Максвел. Да. Е во затвор моментално во Тампа или во Флорида, не Тампа, Флорида, да. Точно каде? Сега нели ураган имаше таму. Отприлика требаше да удри у Тампа, ама отиде десно и исчезна наеднаш. Ураганот, сега ако отвориш нема ураган. Да. Вика дека нешто многу страшно ќе биде, беше страшно вчера само. Да, небитно тоа за ураганот, да продолжиме за нејза. Џислейн Максвел е ќерка на еден многу познат лик, Роберт Максвел. Многу познат лик во разузнавачките кругови и пријател на кралски семејства, со титули разни. Има работено за МИ6, за Мосад, за ЦИА, тоест некој као универзален разузнавач. Имал многу влијание во 50-тите, 60-тите, 70-тите години, тоа е починат сега. На неговиот погреб дошле сите директори на Мосад, на ЦИА, на МИ6 што биле пензионирани од претходно. Така да, според мене, таа цела операција, да речеме, што е со тоа трговија на луѓе, на деца, е правена со цел на уцена на луѓе, на влијателни луѓе од бизнисот, од политиката, од забавата, од филмската индустрија, музичката индустрија. И тие така со тие млади девојки ги имаат намамувано влијателни луѓе, па ги имаат снимено и фактички кога ќе те снимат, кога ќе направиш некоја глупост, таква, те држат во джеп. Тоа е ханипот тактика, со тоа што девојките не те уценуваат на женати, ќе те кажам, него девојките се малолетни, што е кривично дело и е многу лошо у јавност излезе дека си педофил, да не речем. Џефри Епстин е милионер, милиардер, викаа дека бил нешто на Wall Street, тргувал со акции, меѓутоа ако отворите, ако побарате било каква пишан документ или не знам, или онлайн документ, каде он купил, продал или што направил со акции, тоест неговото богатство се збори дека било такво, не можете ништо да најдете на ачик, што значи дека тие пари сите му биле од црни пари. И тој си имал, нели, остров кај што ги носеле влијателните луѓе на колку пати на одмор, Клинтон бил 26 или 7 пати колку пати бил Бил Клинтон. За Бил Клинтон знаеме дека малце така перверзен, по склон кон тие работи. Исто и Бајден има илјадници видеа како што штипка мали девојчиња на незгодни места, што му доаѓаат таму и тоа го прави на ачик тука пред камери. Така да не знам што прави за затворени врати, може само да нагаѓаме. И тоа клопче допрва ќе се одмотува, бидејќи сега се... Принцот Ендру беше осуден. Па не беше осуден, он беше... Односно се спогоди. Не, да, беше на суд, го беше обвинет и се спогоди со таа за не знам колку милиони да плати на тоа некоја си девојка што го судеше, што ја силувал како малолетна. И се спогоди за пари, сигурно имало и притисоци од друга страна за да се спогоди со пари.
врз сведоци и такви работи, бидејќи тие луѓе се влијателни и имаат средства тоа да го направат. И материјални и нематеријални. Добро, гледаш ли малку окултен момент во се ова што се случува околу длабоката држава и еве конкретно островот на Џефри Епстин, бидејќи се удира по нас што е можеби најмило, најчисто, најдраго, тоа се децата. Општо педофилијата нема човек нормален кој што е спремен да ја оправда. Че буквално најгнасното нешто што може да се случи. Гледавме за време, односно читавме од протечените пораки од кампањата на Хилари Клинтон дека се работело со спирит кукинг, со одлични контакти имале со Марина Абрамовиќ, да. Па не само Хилари Клинтон, е тон луѓе и Барак Обама со нејзино. Па и Подеста беше и Подеста, и брат му, и Бил Клинтон, и Бајден, и Хантер, и многу од највисоките ешелони на властите и на бизнис заедницата, па дури и ова Леди Гага се збори дека се нешто мајка и била Абрамовиќ, пошто ги видиш вака профилисти се, сега не знам, тоа шпекулации се. Мислам дека Абрамовиќ е роднина со познат аналитичар кој што се бави со теорија на заговор, го имало доста пати по наши емисии. Ќе проверам, може да продолжиш. Па не е тоа правилно име Марина Абрамовиќ. Мислам дека и она е нешто поврзана со Роберт Максвел, тоа е као уметничко име Марина Абрамовиќ, правилното име беше другачие. Србинка е. И тоа е роднина со мислам за нашиве. Не, може да има земено идентитет. Не е тоа нејзино име. Некаде имам прочитано исто дека е Воин Абрамовиќ татко, мајка Даница Росиќ. Relatives. Може, не знам. Српски патријарх и е прадедо Варнава Росиќ. Да. Извините, прекинав. Не знам сега, до толку. Да не навлагаме. Ја други некои информации имам, не е битно. Па се гледа на тие спирит кукинг кои идат, се гледа окултната поврзаност на тие работи, како имаат торта од човек или од дете, црнче, па они како го сечат, го јадат. Тоа е тоа што го гледаме ние на камери, меѓутоа што прават за затворени врати не знаеме. Па прави некои инсталации со крв, со сперма, со млеко, од дојка, од човечко млеко. Да, тоа што го нарекуваат модерна уметност. И нешто прска тука прави, мислам, тоа нема никаква ни м од уметност. Тоа ни едногодишно дете да му даеш, тоа нема да го направи. Што не се разбира во ништо, така да се гледа дека таму има некои ритуални, некои работи кои што се надвор од, да речеме, нормално делување и има некои примеси дури на сатанизам, да не кажеме. Добро. Доста тешки муавети, морам да признам. Чичи, Палчо се нервира кога ги разговараме овие работи во емисија, бидејќи тој смета дека се работи, се врти околу интересот, парите и интересот на крупниот капитал. Па види, зашто ќе се пари интерес ако не си ги правиш твоите желби, а и некој има и многу мрачни желби. Да. не си ги исполнуваш да имаш милиарди, да си некој психопат. Да. Ти сакаш тие желби психопатски да си ги исполниш. И никој да не те фати. Тоа го направи доста едноставно да звучи, ама не е толку. Да, има доста забегани луѓе. Мислам да, пошто околу свет доста разговаравме, мислам да се вратиме малку на домашна политика. Ние предупредивме дека голем дел од вработените во фени индустрија дека ќе одат на принуден одмор. Сега испадна дека ќе одат сите пред една недела-две. Комплетно се затвори. Да, комплетно се затвара. Тоа е поради едноставна економска неисплатливост, цените за електрична енергија се преголеми, цените на производите кои што ги произведува фени не се веќе конкурентни на пазарот. Што ќе се случува понатака, дали ќе гледаме уште вакви фирми? Гледаме дека македонските политичари се тепаат кој, условно кажам, ќе понуди подобар план за излез од кризава. Денеска и Левица излезе со план, но мислам дека излезе пред неколку дена, излезе и Мицкоски.
Вчера Тачена на пресконференција излезе најавајќи дека ќе не спаси со руски газ колку и Од Србија? Да, од Србија. Вучич пак ќе не спасе како со се. Да. Излезе Алијанса на албанците со некој предлог за излез од криза. Тоа не ја видам. Да, значи сите буквално излегоа, но јас мислам дека на спас ни нема. Што мислиш ти? Прашање. Излез од криза нема да има, значи цел западен свет е во длабока рецесија. Во Америка бившиот тој на Обама советникот за финансии и економија, не ми текне се името, имаше сега денеска или вчера изјава, каде што вика дека очекува дека во Америка, не во Европа, кај што е тродупло полошо, во Америка ќе има неколку годишна стагфлација. Да. Тоа е инфлација со рецесија заедно, што е погубно за финансискиот систем и за економијата, поготоа таа економија што е базирана на услуги. Тоа се случило за време на големата депресија. И каде што валутата не е подкрепена со ништо, тоа се штампа кој колку сака. Кај нас во Македонија ќе биде тешко, сигурно, бидејќи поготово Скопје, парното што е, да речеме, 60% од населените во Скопје го користи, поготово и централни подрачја што се поурбанизирани. Централното грејење, тоа е парното, ни е комплетно на газ, зависно ни од газ, така да ако немаме газ, ќе немаме ни парно. Не може на мазут да биде, евентуално овие што се на железарско парно ќе се извадат у автокоманда и железара, ама тие дали ќе може и па како фени и железара затвори зимо, да не може да произведе тоа што произведе челик и такви работи. Фени голем удар за економијата, токаа фирма, токав гигант како Фени со 900 вработени, со стотици фирми кои што живеат од Фени со други услуги што им ги даваат на самиот гигант Фени. Има сигурно 100 други кооперанти што ќе затворат поради Фени. Така да тоа е првото домино, мислам дека што се случува, и тоа големо домино во затварање на овие поголеми индустријски капацитети во Македонија. Ќе следат и наредни затварања на други фирми, рудници, не знам, ја спомнав и железара и тие околу што се другите фирми, колку е поделена железара и други некои такви поголеми индустријски капацитети ќе затворат, а тие индустријски капацитети ја држат, тоа е темелот на економијата тука во Македонија, бидејќи кога паѓаат стотици помали други фирми кои повлекуваат нови стотици фирми, а за невработеност да не зборуваме, илјадници граѓани ќе останат без приход и ќе нема да можат ни сметките да не се зголемат, ќе нема да можат да ги платат, а не да се зголемат за парно и за струја и такви работи, тие сметки. Така да не чекува тежок период и ќе видиме како ќе се извадиме. Сме имале ние и други тешки периоди сме преживеале, ќе го преживееме и ова. Сега колкава штета ќе нанесе и колку лесно ќе се опоравиме после тешкиот период ќе видиме. Тоа зависи од тие кои се на власт, а овие кои се на власт според мене се тотално неспособни за било што да направат. Ние како левица, да кажам само и ова, доставиме иницијативи до општините за да се намалат сметките во општините за струја, за школите и за градинките, бидејќи ние конкретно во аеродром секоја седница одвојуваме 50-60 илјади евра за да платиме струја. Значи правиме некој као мини ребаланс на буџетот секоја седница, за да не ја исклучат струјата во школите и во градинките, бидејќи мора до 15 да се плати. Нели струјата. Добро, кој нормален? И донесоме иницијатива за поставување повеќе фотоволтаици, тоа е за правење јавно предпријатие за производство на електрична енергија, бидејќи гледаме дека владата многу не се замара. Сега за сега или касни со замарањето, со интервенциите, требаше да ги прави пред 6 месеци, донесоме да направиме некој обид да се инвестира во таа соларна енергија, барем од пролет негде да се намалат самите сметки на училиштата и градинките, бидејќи тие не се некои големи потрошувачи, трошат за струја, за светло, за компјутери, ако има у некоја училница, значи не трошат за производство, не трошат за машини, за такви работи. Така да мали потрошувачи се плаќаат како да се по цена, по тарифа на големи потрошувачи, како да трошат не знам колку, а сметките се огромни. Добро, условно кажано, сите јавни предпријатија и школи
набавуваат струјата на слободниот пазар. Така. Да, што е тоа дел од либерализацијата за влез во Европска унија, што никад нема да го видиме. Добро, зошто како го дозволивме тоа? Значи тоа го плаќаме сите ние и се не дозволуваме едно јавно претпријатие, едно школо, институција без која што не може да функционира нашето општество, да набавува струја на слободен пазар која што е со маржи, со трговци, ја продаваат, кои се блиски до власта повеќето, знаеме и синот на еден бивш премиер стана трговец со струја. Позицијата трговци со може би има, не знам, има сигурно профитабилен бизнес. Профитабилен бизнес каде што ние ја произведуваме таа струја, да речеме за, не знам, и во ова време за 50-60 евра ја произведе хидроцентралите Рек Битол и другите термоцентрали ја произведуваат за 5-60 евра, не кошта нас таа струја да произведеме, и ја даваат на тие трговци на струја кои после ја продаваат по 200-300 евра на школи, на јавни предпријатија, на институции, мислам тоа е класичен грабеж на парите на граѓаните, на буџетот и на самата држава. Добро, ние мислам дека можеме да се согласиме тука и двајца во студио, веќе како не уште верувам ќе се согласи ако дојде во. Зима почна да не падне може да запали огнот. Дека ние се самоуничтуваме изминативе 30 години. Значи, јас тоа сум го зборувал повеќе навреди, може би веќе сум и досаден. Трагично е што Македонија како држава која што излегла од Сојузна република Југославија, значи ние буквално во секој сектор, во секој поглед, ние уназадуваме 30 години. Ниту имаме поголема популација од дента кога сме излегли од Југославија, ниту имаме поголем GDP, ниту сме напреднале во образование, ниту сме напреднале во производствени енергетски капацитети, че ние буквално све уништуваме што се создавало тие некои 30-40 години за време на Југославија. Ние излеговме од Југославија и го отфрливме тој, да речеме, комунистички систем, еднопартиски систем за бајките на ЕУ. Не сум југоносталгичар, бидејќи не сум ни живеел во тоа време. Сум роден во независна Македонија. Некако сега не се навлековме на тие работи, меѓутоа гледаме дека од 89-та сме, место да сме се зголемиле, да речеме, во однос на стандард, на социјален живот и на држава како држава, ние сме уназадени. И еден тон фабрики не работат што работеле тогаш под полна пареја, илјадници луѓе остана без работа. Така да таа приказна за некој подобар живот во овој брутален капитализам како што е сега падна во вода тука. Затоа и гледаме дека народот некако носталгично гледа кон претходниот систем кој барем тие јавни работи можеше и во овој систем тие јавни добра да останат под контрола на државата, а не да се даваат на криминогени и мафијашки групации да раководат со нив и да ги ограбуваат. Добро, блиски на секоја власт. Сега, знаеш која е клучната дебата во македонското општество? Дали ние како македонци сме неспособни да имаме своја држава и да направиме нешто повеќе, или пак до сега не раководеле неспособни политичари кои што придонеле да живееме во оваква состојба како што живееме денес. Бидејќи ова е сепак еден вид стрес тест на македонската држава, претходно тоа што се случуваше околу пандемијата. Че ние сега ова е точката на топење. И сега ние дали ќе успееме или не, зависи од тоа што се правило 30 години претходно. Не зависи само од моментов што ќе направиш. Не, ако видиш во енергетиката, зависи од све што се направило у време на Југославија, ништо нема ново направено. Или некој мини хидроцентрали. Еве ти како млад човек кој што е во политиката, ќе повторам, советник си од левица во општина Аеродром, член си на президиумот? Не. Добро. Член на органите на партијата, претпоставувам, останати. У сектори работиме ние. Добро, сектори сме, меѓутоа немам некоја функција партиска. Немој да откриеш детали, тоа е партиска функција немам. Мистериозноста во левица дава нешто онака дополнителен момент во јавноста. Зашто луѓето не знаат уште како функционира. Не се, мислиш ли дека е крив народот или се криви политичари? Размислиш што го одговориш, пошто ќе те плюкаат луѓе. Не се криви.
Па види сега, народот ги бира политичарите, така да не можеме да го амнестираме комплетно и народот. Ама меѓутоа кривицата е 90% да речеме кај политичарите, 10% кај народот што бира такви политичари. Кого бираме веќе? Па гледаме дека бираме способни луѓе кои што се способни да крадат за својот джеп и својата фамилија, а не се способни за да развијат прогрес во самиот колектив како држава, како народ. Добро, дали мислиш ти дека кога стана Заев прв пат председател на СДСМ? Па не знам, 2013-14 кога. Добро, тоа беше вториот пат, нели имаше еден. Ама добро, тоа беше еден месец беше пред да суштината му заврши мандатот на Црвенковски. Мислиш дека ако се воделе по меритократија, СДСМ ќе го избереле Заев за председател? Не, Заев или ВМРО би го избрало Мицковски за председател? СДСМ го избра од лукративни причини Заев за председател, бидејќи беше тоа време најбогат и најмногу пари имаше. Го избра, говориш можеби за максимум 100 луѓе кои што се биле членови на Централниот одбор на СДСМ во тоа време. Не говориме за поширокото членство на партијата. Они не ќе да го пуштат сега, едва и го пуштија со молјакање, да си оди пред Таче да дојде. Добро, ама види, пак збориме за луѓе кои што им се наметнати, значи ти излегуваш и гласаш на избори, ама тие кои што ти се понудени на гласачкото ливче ти не си ги избрал. Тука јас го гледам суштината и проблемот во нашава демократија. Па да, немаме представничка демократија, имаме таков чуден изборен модел, каде што се гласа за цела листа, а не се гласа за личност. Меѓутоа имавме и модел кај што се гласа за личност 90-ти години, па пак утињавме некако гласањето. Пак носевме некои криминогени типови. Треба да се промени свеста на народот, да свати дека не е тој што е најчаламџија, не треба да гласа за тој, туку да гласа за некој што е поприбран, кој цврсто гази на земја, кој некако многу се палиме некако, и овој види како му кажа, што му кажа, ова му кажа. Треба малце по мудро да гласаме или да бираме кој ќе не представува. Тоа е се во свеста на народот, некако се залуфавме многу по ЕУ, по бајките за ЕУ и за богати дека ќе бидеме сите, кои гледаме дека во самата ЕУ се рушат во моментов, а не па кај нас тука. Говориш дека се залуфавме по бајките за ЕУ, дали после оваа криза и ова што се случува во Европската унија, во еврозоната, воопшто вреди да се размислува и да се гледа чарето таму, да се бара спасот во Европската унија? Ба види, ние сме во европскиот континент како држава, сега може ние да одбереме некоја неутрална политика како Швајцарија или како, не знам, кој има други, како Норвешка. Не, ама, например, господинот градоначалникот Јакимовски од истото Столчево говори ностоп тоа дека кога ние почнуваме преговори со Европската унија, ги креваме бариерите за влез на европска стока тука во Македонија, ни пропаѓа целото наше производство. Нашето производство, прашање е дали воопшто може да биде конкурентно со европското. Зошто? Бидејќи немаме големи, например, производствени капацитети да речеме на електрична енергија. Имаме суштински проблем. Германија ќе даде 50 евра од килопутер субвенција, ние ќе дадеме 5 евра да речеме, нели? Со бројки ве карикирам. Нивниот производ ќе биде поконкурентен во цел свет. Нема да биде нашиот домашен путер. И сега сме ние во ситуација кај што домашното млеко е поскапо него алпското, него странското. Па гледаме дека домашното млеко што се продава на Косово и Црна Гора е поевтино него тука што се продава, така да преку колку раце треба да отиде тоа млеко од трговци за да дојде цена до 90 денари, а на Косово да биде 70 или испод 70 денари. Јас ќе ти најдам. Ами е мене симптоматично доста и чудно, што нема логика никаква. Ќе бидам адвокат на ѓаволот. Македонските говорам препродавачи, ланци на маркети и така натаму, они колку што знам, производите ги плаќаат како што се трошат. И веројатно они ги наметнуваат тие маржи
Да, трговецот ги наметнува тие маржи. А млекарите Го купуваат за продава 22 денари. голема количина во Косово и можно е да излезе, он ја продава директно. Не зборам сукцесивно да им Тоа не е исплатят, можно да продадат. излезе, бидејќи за да отиде во Косово треба да се плати транспорт, царини и други давачки што се данок на таму што е косовски данок за влез за увоз извоз. Акцизи. Акциза, така да не може да биде, ниедна логика не може да биде на Косово поевтино отколку во Македонија, кај што дома си го произведуваме. Во Америка кога ќе купиш iPhone, иако не се произведува во Америка е најевтин, во Европа е малце поскап, во Русија е уште поскап, во Африка е, не знам, дупло поскап, така да нема логика тоа да е, бидејќи трошоците за транспорт ја дигаат цената, така да. Имаше многу јак момент, говореше председателот на Руската дума и говореше за влезот на Херсон, Запорожје и ДНР и ЛНР во Руската Федерација и во еден момент се слуша iPhone како звони во позадин. Квалитетен телефон и во Русија и во Америка. Добро, до пред неколку месеци се продаваше iPhone во Русија, сега више не се продава, ама се шверца од Турција, се купува од Кина, така да. Проблем, да. Ќе се снајдат на црно и на сиво ќе и шверцаат, така да санкции такви на така голема држава тешко дека ќе успеат. Тие не успеа во Куба санкциите, што е мала држава на брегот што се вика од Флорида на 100 километри. Да не збориме за и во Северна Кореја не успеа исто, да не збориме од држава како што е Русија со такви смешни санкции да ги поставаш каде што самиот себе си штетиш. Така да не знам, тука кај нас производството е многу паднато, сме оставени на странски инвестиции, на домашните инвеститори не се има обрнато воопшто внимание. Тоа е голема грешка на владата на Груевски тогашна, што не бараше домашни морам да те прекинам. 80.000 луѓе вработуваат 10 инвестиции на Никола Груевски. Јас не викам дека тоа може би најдоброто. Имаш уште 20 македонски инвестиции што ќе бидат помогнати на ист начин како што беа помогнати странците, бидејќи странците не плаќаат пензиско субвенционирани плати, плаќаат од државата. Значи јас што работам сам во фирма, дел од моите даноци што ги плаќам пари, одат за Джонсон Мети за овој зон. Тоа окей, имало бенефити, меѓутоа можеше и такви исто услови да се дадат и на домашни инвеститори, докажани инвеститори. Меѓутоа не се даваа такви некои бенефити, не се дадоа на домашните, што можеше да има уште 20 домашни такви инвестиции, да вработат уште 150.000 луѓе и буквално да немаме или да биде минимална невработеноста. Не се тука има многу грешки. Од 30 години ние влегуваме од грешка во грешка. Поготово сега со оваа последна влада од Назаев и на Таче, тука сме не само у економија утнати комплетно, туку утнати сме и у било сите национални и државни интереси, виткаме кичма кај ќе стигнеме. За некој си влез во ЕУ што можеби што не верувам дека ќе се случи во наредни 20-30 години. Добро, спомна за националните интереси. Проговоре тоа сакав и следно да те прашам, поднесовте иницијатива за референдум, до каде, што се случува, како се движи? Вчера се поднесо, денес веќе се собираат потписи, а утре са бајле пред работа ќе одам да пуштат потпис, пошто се собираат од 8:30 до 16 часот и сум на работа, ја не можам да идам пред работа. Потписите? Во подрачни единици на ДИК. Има неколку, сега 100 потписа се тие ќе соберат за ден-два. А наредно ако помине иницијативата, ако во собрание ќе треба да се соберат 150.000 мислам потписи, таму ќе се собираат во сите подрачни единици на ДИК. Добро, 90 дена ќе трае. Кои се очекувањата на Левица? Ќе помине ли оваа иницијатива за референдум? Дали ќе помине собранискиот филтер, дали Талат Џафери ќе дозволи да има референдум? Па збореме претходната емисија, моје лично мислење е дека пак ќе најдат некој изговор за да не се одржи референдум, меѓутоа ќе видиме, да видиме. Можеби па ќе го пуштат референдумот, ќе сменат и мислење. Не се знае никогаш. Добро, во моментов стигаат интересни да речем информации од Украина, погоден е русите тврдат НАТО објект во Днепропетровск, во централна Украина, тоа е град кој што се наоѓа на реката Днепар.
се забрането име на граѓаните од страна на локалниот градоначалник да објавуваат слики и видеа што е таму погодено. Утре Украина има исто така совет за безбедност, се очекува да се донесат големи крупни одлуки. Америка испраќа нови 18 химарси во Украина. Се очекува да ескалира таму состојбата. Имаше преска објавивме и ние, имаше од страна на украинското воено разузнавање, имаше некои информации дека се спремаат, се подготвуваат, дека е голема веројатност за употреба на тактичко нуклеарно оружје врз воени цели, говорам во Украина, тоа под воени цели. Украинците викаат дека русите ќе употребат. Да, под воени цели они подразбираат локација кај што има големо групирање на жива сила, на воена техника. Може ли тоа да се случи, дали понатаму ќе ескалира конфликтот во Украина? Сега не знам што се погодиле во Днепр, секојдневно има некои погодувања такви. Ова е доста и Украина има забрането со закон да се покажуваат слики, тоа кога видиш сите слики или видеа се цензурирани, тоа се гледа само чадот. Не се гледа што е погодено, како се погодено. Мислам тоа е уште од март тој закон донесен, тоест или указ на претседател, пошто е во воена состојба или државата претседател влада е со укази. Така да не знам, нонстоп погаѓаат такви депоа со муниција, депоа со тенкови, со химарси, со бимарси. Русите, тоест или објавуваат дека погаѓаат, можеби погаѓаат дел од тие се оние лажни мети. Меѓутоа чим нешто многу експлодира, тоа не може да биде лажна мета, ако е лажна мета ќе нема да експлодира толку. Бидејќи има и секундарни експлозии, русите немаат потреба да користат тактичко нуклеарно оружје, бидејќи они со хиперсоничните ракети што им се кинжал го имаат истиот ефект како тактичко нуклеарно оружје, што водат со 10 маха и другите Оникс што ги имаат и овие Искандер со 5, 6, 7 маха, има различни варијации на ракети. Они уште во март или април го погодија во, како се викаше тој регион сега, негде во централна, кај западна Украина. Првиот пат кога употребија кинжал и кога објавија дека употребија кинжал ракета, они погодија еден советски бункер, што бил на времето советска, кога биле... Говориш за Лвов, објектот што беше? Не во Лвов. Полтава ли? Полтава мислам дека беше. Кај што викаа украинците дека русите погодиле фабрика за кетчап нешто. Таква нека муабет имаш и се објави на нашиве медиуми како Цивил и други, дека погодиле објект со кетчап, меѓутоа русите знаеле там, мислам знаат таму што советско време дека таму имаше бункер еден со не знам колку 2-3 метра бетонски ѕид кој треба да издржи напад на нуклеарка. И они го уништија тој објект, тоест самиот кинжал влезе внатре, го проби бетонскиот ѕид таван и го уништија тој објект каде што у советско време се чувале најголемите залихи на советска Русија, да речеме Советскиот сојуз, на оружје во време на студената војна кога имаше тензија меѓу НАТО и Варшавскиот пакт. Значи они го уништија, така да не им треба за да уништат некоја таква работа, не им треба тактичко нуклеарно оружје да користат на русите, може да користат своите суперсонични ракети кои имаат дури позастрашувачки ефект од тактичкото нуклеарно оружје, кое ќе речам дека е мало оружје од 0 до 1 килотон, кој што ќе уништи, да речеме, 100-200 метри радиус, не е како Хирошима, Нагасаки или овие хидрогенски бомби што уништуваат цел град. Така. Во моментов веќе на телеграм групите се шири едно доста интересно видео, се работи за собственикот на Wolfgang Group, која што пак фирма го поседува еден од најголемите текстилни комбинати во Германија, Тригема. Тој повикува да се раскине со Америка после сомнежот за саботажа на Северен Тек. Мислиш ли дека ќе успеат германците да се тргнат од прегратката? Се повеќе вакви гласови ќе има во германската, да речеме, бизнис елита,
Германците не се глупави, мислам, ја сум бил и во Германија, ги знам, сум студирал германски јазик, тоа ми бил прв предмет. Значи тебе ќе те барам за билд кој ќе треба да преведеш. Ако треба да преведеш, слободно, сега малци имам изгубено осетот за зборување германски, пошто долги години не сум го користел јазикот, меѓутоа за превод и за разбирање све разбирам и може да преведам. Германците не се глупи, многу добро знаат кој стои зад овој напад, сега они не можат туку така да раскинат со Америка, бидејќи се под, да речеме, под една мека окупација на Америка. Америка има таму бази, Рамштайн, најголемите бази во светот што ги има Америка се на германска територија, има многу војници, има нуклеарки, мислам, таму поставено тактички и овие што се големи нуклеарки, има ракети, ракетни штитови. Рамштайн базата е со аеродроми, со авиони, така да тоа ако Германија одлучи за таков чекор во некоја иднина, тоа ќе трае долго или евентуално ако се распадне комплет западот па да биде побрзо. Меѓутоа така лесно не може да се откачи Германија од Америка. Ке имаме ли како што може да се откачи од Русија со една бомба у гасоводот. Имаше денеска и протести во Франција поради најавени пензиски реформи, со кои што де факто се ограбува францускиот народ, се кратат нивните пензии, се намалува, се зголемуваат подавачките за пензиско осигурување. Големи протести имаше и во Чешка пред ден-два. Очекуваш ли, може би левици има планови да организира протести ова зима, бидејќи сите сме свесни, на сите ни е веќе јасно дека најтешкото доправо е пред нас. И дали не се исклучува таа можност, ќе видиме како ќе се одвива наредните неколку месеци со доаѓањето на зимата, така да доколку се осети таа некоја расположение на народот да се излезе на улица, сигурно дека левица би ги поддржала тие протести. Не верувам дека левица ќе биде знаменосецот, нити па сака да биде знаменосецот, левица сака, тоест граѓаните да покажат иницијатива, меѓутоа ние сигурно би ги поддржали и би биле меѓу првите. Капацитет да излеземе на улица како што сме навикнати да го гледаме тоа излегување на улица во Франција, во Германија, по цела Европа, по цел свет, бидејќи ако добро се сеќавам и арапската пролет започна токму поради цената на лебот, иако таму имаше се работи за обоена револуција, креирана од Сорос, ама цената на лебот беше она што ја приличаше дека обичниот народ. Едноставно тие луѓе беа таму доведени да не можат веќе да си купат леб, нешто што е основа во нивната прехрана. Па не знам тоа колку цената на лебот таму ги потикна тие протести, мислам дека други беа. Види, мора да има, ние гледаме дека еве сега и во Иран. Мора таму да има нешто што ќе те натера да излезеш на улица. Да, и мора да има иницијална каписла. Американците финансираат, па нека финансираат, ние кидаме и ќе протестираме зашто не сме задоволни. Види, и сега имаше иницијална каписла за бугарскиот, францускиот предвод. Да излезе народот. Излезе народот, меѓутоа кога нема некој од, тоест тој Deep State, тој State Department, што е Deep State Department, да те финансира и да те медиумски да те бутка и целата веќе разработена. Реално се буткаш и медиумски и се. Минатиот пат го спомена и тоа дека спласнала енергијата кај народот и се. Едноставно народот се разочара моментот кога политичките лидери му соопштија дека е све готово. Зашто да протестираме кога е све готово? Па да, ако не можеш нешто да смениш, нема сила. Изразувањето револт на улица, протестирањето само по себе посочува дека ти сакаш што да промениш. Ако нема политичар кој што е спремен нешто навистина да промени,
тогаш Па добро, тие протести беа за да се запре процес што беше даден во собрание, не беше за и беше промена и кажано тоа можеби од е Христијан една Мицкоски дека тоа ќе се изгласа во меѓутоа собрание. можеби и тоа е што- една од причината зашто полека спласнаа протестите кога народот виде дека тоа ќе помири, дека не може да се запре. Да. Тоа е добар момент, добра логика, бидејќи треба ние да бараме нешто да се промени. Кога ќе бараме нешто да се промени, тогаш енергијата почнува од 0 и оди на кај 100. Оваа енергија беше почната од 100 или од 80, Да. отиде на кај 100, па почна да паѓа. Одлично. Така да ние треба да бараме Сочем. промена некоја во државата, во општеството, во економијата, во социјалата, во во владата комплет. Треба да бараме промена за да мислам дека така ќе се зголемува енергијата на протестот, доколку бараме промена, а не бараме нешто да се запре некој процес кој е веќе почнат. Кој што реално не можеме да го запреме институционално, туку само со некоја граѓанска војна. Реално. Пак лесно ги кажеш работи кои што не се толку лесни и едноставни. Не знам, имаш нешто да додадеш или да привршуваме полека? Па може да привршиме, тоа е тоа. Наредно. Види, има еден интересен коментар. Тоа сакав да го продискутираме на кратко. Зборите свашта за Америка, луѓе упорно одат да живеат там. Зошто? Па не знам, ја поише знам луѓе што живеат у Германија, у Швајцарија, од Америка. Јас себе ќе тргнам од себе. Јас сум човек кој што е пораснат со американски филмови, со американска музика. Сум човек кој што веројатно во еден момент од својот живот подобро знаел англиски од македонски, пошто имав 5 англиски на матура, 4 имав македонски. Немаме ние, јас барем да не зборам во име на сите, немам ништо лично против ниту еден народ, вклучувајќи го и американскиот. Но имам многу против американската дипломатија, која што едноставно го гледа светот како свое поле за разикрување и за остварување на своите интереси кои што патем не се ниту интереси на американскиот народ, туку се на една клика, на една елита која што раководи со американската држава, со големиот капитал тамо, така да јас немам проблем со американскиот народ и нормално е во Америка да се живее поубаво од да речеме Африка, кога и ден денеска Америка експлоатира Африка. Америка во моментов експлоатира и Европа. Не експлоатирала и Русија и Кина. Значи тоа не е само до тоа дека нешто ќе живееш, ќе имаш некоја економска корист, не значи дека е морално исправно и дека е најдоброто што може да го понуди светот. Па, убаво кажа и ти, ние немаме ништо против американскиот народ или Америка, како држава, имаме против тие што имаат киднапирано Америка за да си ги остварат своите себични и психопатски цели, социопатски цели, да завладеат со светот, така да јас сум бил во Америка уште како дете сум бил во Америка, неколку пати виза сум добил, сега може после емисија може нема да ми дадат виза, не знам. Сум бил неколку пати во Америка на времето кога мајка ми работеше. За Груевски на црна листа заедно кога мајка ми работеше за една авиокомпанија каде што ни дава бесплатни карти, нели картата е најскупиот дел, така да ако имаш бесплатна карта, не е проблем. Сум ја прошетал, сум бил во Мајами, во Орландо, сум бил во Џорџија, во Атланта. Сум прошетал доста од Америка. Сум видел што е како е, сега не е како на филмовите да се разбереме, малце бев разочаран првиот пат кога отидов, пошто очекував таму у Мајами дека ќе има жени убави све, кога видов 90% дебели. Не ја гледам Кога видов се тогаш бев негде тинеџер бев. 90% дебели кога видов малце се разочарав. Меѓутоа окей тоа све. Имаш против нас? Ние добро се јас сум попунет малце. Не сме мислам таму беа енормно мислам дебели, буквално под 200-300 кила луѓе, цели фамилии од дете до татко. Небитно, сега мислам дека и малце променета ситуацијата од тоа време. Не, подобре малце сега, не се до толку гледаат, пазат на тоа, колку толку. Така да тоа е тоа, убаво си каже и ти, што се вика ќе кажам,
Америка е благословена да го води светот, меѓутоа она сака да го владее светот и тука е нејзинот проблем. Добро, ја мислам да завршуваме со ова. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието. Следете Инфомакс, читајте Инфомакс. Што би рекол Мечка, штедете пари, пошто е веќе економска криза. И следете не на Телеграм, следете не на Фейсбук, следете не на Вибер, за да први да знаете кога ќе почне нуклеарната војна. Благодарам.